Благодарам, почитуван председателе, почитуван заменик министр, почитувани колеги пратеници. Специфичен е овој амандман и затоа очекував можеби или прифаќање видоизменето од страна на Министерството за финансии или барем некое образложение зошто вака се одбива амандманот. Се работи за населени места, Белкамен и населено место Кучевишка бара, кои што се во една специфична ситуација, дека истите гласаат во општина Бутел за градоначалник, чија што надлежност е да ги решава овие проблеми. Меѓутоа, истиот кој што е до вчерашен наш колега Дарко Костовски, кој што е иницијатор на овој амандман, не е во можност да го реши овој проблем затоа што нема територијална надлежност во овие населени места и истите се наоѓаат во територијално во општина Чучер-Сандево, која што пак нормално нема интерес да го реши овој проблем од две причини. Прво, затоа што ова се сериозни финансиски средства за таа општина, која што е мала, а и кога граѓаните гласаат во некоја друга општина, сепак интересот се намалува. Она што е битно да се знае за овој амандман е позади него има проект. Проектот изработен од општина Чучер-Сандево. Вкупната проценка на овој проект е за двете населени места околу 4 милиони евра. Но суштината зошто го поднесовме овој амандман беше за едни помали средства, чисто за да отпочне со работа. Има делумна потреба и од корекција на постојниот проект, меѓутоа и да нека дајде во септември да се започне со некаква активност, затоа што верувате дека граѓаните се разочарани од сите, генерално зборам, затоа што се чувствуваат отфрлени од државата, отфрлени од општините, никој не може да им го реши или не сака да им го реши проблемот и единствениот начин на кој што овој проблем може да се реши е преку владата, за да барем не се направи оваа година, па ете, можеби следниот буџет да предвидиме некои дополнителни средства и така натаму како што би се решил овој, верувате, огромен горлив проблем за овие населени места. Значи, добро е како влада да покажете грижа за граѓаните, за овие специфични, пак ќе повторам, граѓани. Овдека нема да политизирам како може да се обезбедат пари, на што се трошат пари, убеден сум дека сите вие знаете. Со оглед на тоа дека заменик министерот го одби предлогот, јас ќе ги замолам пратениците од СДСМ, пратениците од ДУИ, пред се пратениците од Скопскиот регион, да го поддржат овој амандман и од колегијална причина, затоа што реков дека таму градоначалник е Дарко Костовски, и од суштинска причина, затоа што се работи за граѓани кои што не можат да го решат овој проблем, кој што замислете во 20 век треба да го дебатираме и да го решаваме, а иако постои волја од општина Бутел истиот да се реши, нема надлежност во таа општина и во таа територија. Затоа ќе замолам за колегијалност, ќе замолам за принципијалност, замолам за солидарност кон овие граѓани кои што веќе излегуваат на протести против сите. Пак ќе повторам, не е ова против власта, не е против сите, затоа што се тотално разочарани, апатични и мислам дека еден ваков гест ќе придонесе генерално во целата Република Македонија да се полека враќа надежта на граѓаните. Ако сакате да не ни соцелуваат луѓето, ако сакате да не доживуваме секојдневни порази кои што ги доживуваме како држава и како граѓани на оваа држава, мислам дека еден ваков гест на владата, еден ваков гест сега на пратениците од мнозинството ќе биде и такако поздравен не само од Кучевишка бара и Белкамен, туку и од сите граѓани на Република Македонија. Уште еднаш апелирам и замолувам да го поддржиме овој амандман, па макар и во видоизменената форма, за да покаже државата грижа кон овие граѓани. Ви благодарам.